Благодарам, господине Џафери. Господине министар, имало потешки моменти и пред нас, ќе има потешки моменти и после нас. Од првиот момент не пледирам дека ова прашање на живот и на смрт. Иако сме од помладата генерација, веројатно ги памтите првите години на македонскиот парламент, кога во парламентот, врз база на консензус и меѓусебно почитување и разбирање, а вие имате и причина повеќе да ги знаете тие моменти, заедно парламентот доаѓал до решение и за прашањето на референдумот од 1991 година, но и во еден момент кој што помалку го забораваме, а тоа е после онаа декларација од Лисабон, 92-та. Овој парламент во тој состав тогаш наоѓа сила и уште во 92-та година во една декларација ги отцртува црвените линии на Република Македонија по однос на прашањето на името. Потоа, многу пати овој парламент, господине Димитров, исто така ги исцртува црвените линии на Република Македонија по однос на ова прашање. Вие како министер за надворешни работи немате мандат надвор од документите донесени од овој парламент, без разлика во кој состав бил. Последниот документ кој што го тангира ова прашање е резолуција од 2008 година. Таа резолуција е изгласана од пратениците на ВМРО, СДСМ, ДУИ, ДПА и сите пратеници кои што биле тогаш. Вели, зачувување на уставното име, вели, зачувување на јазикот, традициите, идентитетот и зачувување на правото на Република Македонија за грижа за своите малцинства во соседните држави. Тоа е мандатот во кој што вие требало да се движите. Тоа што сте излегле надвор од тој мандат, во делот на зачувување на уставното име, во делот на зачувување на нашето право за грижа кон малцинствата во соседните држави, и не ги набројувам другиве теми, идентитетски прашања за кои што очигледно имаме различно толкување. Тоа не е проблем на опозицијата и не е потек на опозицијата. Господин Димитров, како што стојат работите, овој процес ќе пропадне. Поголема е вашата одговорност за пропаѓање на овој процес, отколку на претениците од опозицијата. Требало навреме да се движите во рамките кои што ги дал овој парламент во свој различни состави, почнувајќи од 90-та година, завршувајќи со 2008 година. А ако бил процесот во тие рамки, јас за тоа ве замолив. Вие може да имате личен однос спрема поединци од ВМРО, добар, лош, да ги памтите по-добро или по-лошо. Но повторно ќе ве замолам. Да ја завршам мислата. Повторно ќе ве замолам. Немој да го туркате ВМРО таму каде што не му е место. Благодарам.